Добар ден. 2 дена пратениците на ДПМН и Владко Ѓорчев ја блокираат Комисијата за труд и социјална политика и постапката за донесување на предлог законите за минимална плата и стечајците. Со јалови дискусии и безцелни реплики ги блокираат законите кои што се од интерес на граѓаните, особено во интерес на економски најранливите категории. Деструктивното однесување на ДПМН продолжува и понатаму, независно од тоа што нивното однесување оди директно на штета на граѓаните. ДПМН во суштина ја блокира можноста на вработените кои имаат најниски примања и на вработените во текстилната и кожарската индустрија да им се покачи платата на 12.000 денари минимална. Ја блокираат можноста конечно стечајните работници финансиски да го решат својот статус. Ги блокираат реформите во оваа држава, го блокираат просперитетот кој што го очекуваат граѓаните. Со ваквото однесување, ДПМН само го потврдува фактот дека за нив не се всушност важни интересите на граѓаните, ниту нивната економска состојба, ниту подобрата социјална заштита, туку се загрижени само за тесно партиските интереси и благосостојбата на раководството на оваа партија. Тажно е што ДПМН после изборниот пораз и после обеледнувањето на целокупната криминална политика не успеа да се сврти и да работи заедно со граѓаните. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија нема да им дозволи ова сценарио да изврши блокада на сите процеси кои што ќе обезбедат напредок, реформи, подобра економска состојба на граѓаните. Никола Груевски на последните парламентарни избори доби јасна порака, а тоа е дека граѓаните не сакаат режим, не сакаат манипулации и не поддржуваат политика на теснопартиски интереси. Затоа, почитувани граѓани, нема да дозволиме ДПМН да блокира ниту една мерка која што е во интерес, макар и на еден граѓанин на нашата држава. ВМРО ДПМН повторно ќе биде поразено. Ќе го поразиме ние овде во собранието, а вие на престојните избори заедно со нас. Ви благодарам, поведете прашање. Дефинитивно се потврди мојата кандидатура, донесена одлука, известена е јавноста. Јас ќе бидам кандидат за градоначалник на град Скопје на престојните локални избори и јас ќе бидам идниот избран градоначалник на град Скопје. Сите имиња за кои што е донесена политичката одлука во рамките на раководството на партијата, навремено, благовремено, преку соопштенија се соопштуваат на јавноста.